Добро вечер, започнува светот денес на Тера. Еве ги вестите на денот. Уште двајца пратеници од СДСМ одат во собрание. Ни Српската православна црква не сака Вранишковски да биде ослободен. Се уништуваат комарците во Битола. Фејсбук ве издава Дали сте дома. Две пратенички од СДСМ до Собранието на Република Македонија вчера поднеле барање за повлекување на оставките, а тоа значи дека остануваат пратенички. Солза Грчева и Љубица Буралиева од листата на СДСМ за првата и втората изборна единица сметаат дека потезите на челниците на СДСМ за бојкот на Собранието се погрешни. Солза Грчева е професорка по информатика на Универзитетот ФОН во Скопје, а Љубица Буралиева е долгогодишна новинарка во Македонската радиотелевизија. Грчева веќе одамна изјавува дека мандатот го добила од граѓаните и дека бојкотот што го предложи раководството за неја е неприфатлива политичка одлука, затоа што поинаку треба да се води борбата за уривање на власта. И Буралиева вели дека не се согласува со одлуката за бојкот. Утре треба да се верификуваат поднесените оставки на пратениците на СДСМ и опозицијата. Пред Грчева и Буралиева и Роза Топузова-Каревска од ЛДП соопшти дека не го враќа мандатот. Јасна е пораката на Српската православна црква дека нема преговори со Македонската православна црква до ослободувањето на Вранишковски од затвор, вели владиката Петар. Истакнува дека дури ни тие не сакале негово ослободување, зошто ќе им пропаднале манипулациите кои ги правеле во спорот со признавањето на МПЦ како автокефална црква. Оливера Михајловска. Спорот стои, несогласувањата ги има. Бачкиот епископ Иринеј посочи, пуштете го Вранишковски од затвор или нема средби, разговори, преговори. Нам пораката ни е јасна како ден дека тие ниту сакаат да имаме ние било какви разговори, преговори за решавање на спорот што тие го има создадено со нашата света црква, односно признавањето на нашата црква и заедничкото сослужување, ниту пак им има желба да го ослободат Вранишковски од затворот, бидејќи на тој начин, ако тој биде ослободен од затворот, ќе пропаднат нивните досега манипулации со тоа дека додека тој не се ослободи, нема да има разговори, преговори, но и кога би имале, од досега се види дека ништо не е направено, некој прогрес во добивање на некој надеж дека ќе се реши тоа прашање. Митрополитот вели дека закани од нивна страна има и уцени дури и одлуки за непризнавање на верниците на Македонската православна црква, свештенството, епископите, иако вели владиката, Македонската православна црква е законета. Дури и со одлука Томос на Српската црква во 1959 година со која на Македонската црква е дадена самостојност, а тоа подразбира автокефалност, зашто во самиот устав на Македонската православна црква тие никаде не направиле досега забелешка дека нашата црква има извршна, потоа има законодавна и судска власт и дека законодавната, судската и извршната власт на Македонската православна црква, ние македонците во Македонската православна црква, свештенството, односно еркереите, свештенството и верниците, сите тие работи, сите тие три власти ги извршуваме самостојно, само требаше да има или треба да има поточно добра волја од страна на Српската црква. Господин Петар вели дека таа добра волја би се однесувала како во другите цркви кои немаат призната автокефалност, но служат и сослужуваат како руската, американската и други цркви. Не бараме по моментов по секоја цена признавање на автокефалноста, но доблез да се има барем во таа смисла да се дозволи да имаме сослужување како што сме го имале со Српската православна црква на ниво на свештенство, ѓакони, заканатаму, па дури и со епископи со бугарската и романската православна црква. Ваков е ставот на митрополитот Преспанско-Пелагониски во однос на признавањето на МПЦ од страна на СПЦ. Дали телевизиите во Македонија правилно ги категоризираат содржините кои одат на програма? Првиот човек на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги вели дека генерално тоа е во ред, но проблемот е со репризите. Токму минатата недела имаше работилница финансирана од Советот на Европа, на која што присуствуваат тројца експерти од земјите членки на Европска унија, еден од Холандија, еден од Бугарија и еден од Словенија. И токму беше темата заштитата на малолетната публика и категоризацијата на програмите.
Точно е дека во одредени држави регулаторот го прави тоа. Во Холандија има и посебен регулатор кој што врши категоризација на програмите. Значи, Советот за радиодифузија, односно сега агенцијата, има капацитет и знаење да го прави тоа и баш и во таа насока беше организирана оваа работилница да ги согледаме мислењата на радиодифузерите, на сите чинители во оваа област, на продуцентите, за да видиме кое е најдоброто решение при изработката на новиот правилник за категоризација на програмите, да го изработиме најдоброто решение. Овој правилник, кога ќе биде изработен во работна верзија, ќе биде исто така законска обврска е да биде на јавна расправа од 30 дена и ќе го избереме најповолното решение. Што се однесува до тоа за категоризацијата на програмите, бидејќи во 22 часот може да биде прва категорија? Не може, меѓутоа сакам да ви кажам дека најчесто радиодифузерите не грешат при категоризацијата на програмите, меѓутоа и таа сопствена категоризација не ја почитуваат. Најголемиот проблем што се среќаваме последните години е да при емитувањето на премиерата тие го почитуваат точно времето кога треба да биде емитувана програмата, меѓутоа при емитувањето на репризите веќе наредниот ден, истите тие репризни изданија на тие телевизиски серии се емитуваат многу порано, во 10 часот наутро, во 13 или 15 часот, што сосема спротивно на категоризацијата. Со стариот закон за радиодифузија... Тоа значи дека и репризата на серијата треба да се емитува точно во соодветниот термин. Бидејќи велат навистина е смешно во 23 часот прва категорија. Да. Меѓутоа, сакам да кажам дека тоа е најголемиот проблем. Значи, не е самиот проблем категоризацијата, тие вршат добра категоризација, дури најчесто и нема ни потреба да се врши категоризација, бидејќи кога ги добиваат разните типови на програми од земјата од кај што потекнуваат, добиваат точно категоризирана во која категорија спаѓа, која што многу пати тоа не треба специјално да се прилагодува на нашата регулатива, бидејќи скоро во 99% категоризацијата е многу слична во земјите од Европската унија и односно оние земји кои што не се членки на Европската унија, така да проблемот е потоа во кој термин тие емитуваат тука. Веќе досега не сме имале случај да има злоупотреба, односно прикажување на лажни документи кои што зборат дека е категоризацијата во земјата од кај што потекнува една, а тука да е категоризирана како друга, меѓутоа најголем проблем се јавува времето на емитување, а посебно нагласувам на времето на репризите, што е најчесто изразено кај националните телевизии кои што емитуваат во големи количини турски серии. Емисијата директно е вечерва на Тера во 22:45, а во понеделник започнуваат уписите за идните средношколци. Првиот уписен рок за средните училишта почнува в понеделник. Во гимназијата Јосип Брз Тито предвидени се 6 паралелки по 34 ученици или вкупно 204. Во економското Јанес Андански на економско-правна и трговска струка планирани се 4 паралелки или вкупно 136 ученици. Во државното музичко училиште во прва година ќе се запишат 34 ученици во една паралелка со настава на македонски јазик на насоката музичка уметност, музичар теоретичар и музичар изведувач. Во средното општинско земјоделско училиште Кузман Шапкарев во прва година ќе се запишат 170 ученици во 5 паралелки со настава на македонски јазик. Техничар за фармерско производство, техничар за хортикултура, ветеринарен техничар, техничар за агроменаџмент, градинар цвеќар, 34 ученици. Во средното општинско техничко училиште Ѓорѓи Наумов слободни се 388 места во 12 паралелки со настава на македонски јазик. Машинска струка, техничар за компјутерско управување, машински техничар, машинско-енергетски техничар, воздухопловен техничар, автотехничар, мехатроничар, машински механичар, конструкцијски механичар, автомеханичар. Електротехничка струка 228 ученици во 7 паралелки, електротехничар за компјутерска техника и автоматика, електротехничар за електроника и телекомуникации, електротехничар енергетичар, електромеханичар, електроинсталатер и монтер. Во средното општинско училиште Таки Даст кало година во обезбедени се 612 места во 18 паралелки, од кои 544 ученици во 16 паралелки ќе учат македонски, а 68 во 2 паралелки
паралелки на албански јазик. Гимназиско образование покрива 272 ученици, на македонски ќе учат 238 ученици, на албански 34 ученици. Геолошко-рударска и металуршка струка имаат 68 ученици, 2 паралелки, геолошко-рударски техничар, раковач со рударски машини. Градежно-геодетска струка имаат 68 ученици и тоа 2 паралелки, геодетски техничар, архитектонски техничар, македонски јазик 34 и геодетски техничар, албански јазик 34 ученика. Текстилно-кожарската струка слободни места се 68, 2 паралелки, конфекцијски техничар и конфекционер. Сообраќајната струка пак со 2 паралелки нуди можност да се запишат техничар на патен сообраќај и техничар за транспорт и шпедиција. Графичката струка со 2 паралелки е за графички техничар и печатар. И во медицинското доктор Јован Калаузи има предвидено албанска паралелка. Во прва година ќе се запишат вкупно 306 ученици во 9 паралелки, 272 ученици во 8 паралелки со настава на македонски јазик и 34 ученици во една паралелка со настава на албански јазик. Здравствената струка покрива 272 ученика. Бројот на поени потребни за упис во средните училишта останува ист како и минатите години. Еве што ќе гледате во продолжение. Продолжува кампањата за донации за Жарко Јовичиќ. И за други теми покусата пауза, останете со нас. Битола домаќин на првиот фестивал за современ театар и танц. Свечено отворено 5-тото издание Битола Open 2014. Сладкаристика и тајзи ја распеа битолската публика. Кандидатите за пратеници на СДСМ и на коалиционите партнери остануваат на познатиот став на опозицијата за неприфаќање на мандатите. До овој момент ниту еден од кандидатите за пратеници ја немал информирано партијата дека не ја почитува ова одлука. Актуелниот председавач на Советот на општина Центар и уште 7 обвинети за случајот машино промет се на слобода. На 8 обвинети им се укинува куќниот притвор и во понатамошниот тек на постапката ќе се бранат од слобода. Холандска телевизија снима документарец за туристичката понуда на Македонија. ТВ екипата од Холандија започна со снимање на 16 јуни и ќе снимат до 22. Околу 14 часот штип го зафати невреме со поройни дождови град наврнаа 30 мл дожд на метар квадратен. Поинтензивни врнежи на дожд помешани со град и засилен ветер се очекува среда и во четврток и в петок слично време, а од сабота стабилизирање со сонце. Турската полиција уапсила 15 лица кои се осомничени за прислушување на канцеларијата на премиерот Реджеп Тајип Ердоган и на други високи функционери. Другарите на Жарко Јовичиќ информираат за неговата здравствена состојба. Се заблагодаруваат на сите кои донирале, велејќи дека помошта се уште е потребна. Маја Богоевска. Продолжува акцијата за помош на 23 годишниот битолчанец Жарко Јовичиќ. Неговите пријатели и другари организираат хуманитарни акции и забави со цел да соберат парични средства кои му се потребни за операција. Неговите другари ни испратија порака во која не информираат за неговата состојба, велики дека конечно може да кажат нешто позитивно. Велат, ракот на синусите на Жарко Јовичиќ рапидно прогресираше и се расшири достигнувајќи до одредени места на вратот, афектирајќи жлезда, со што првичната операција направија покомплексна и пообемна и затоа таа мораше да биде поделена на 2 дела. Првиот дел од операцијата во саботата успешно помина со тоа што хирурзите успеја да устранат поголем дел од туморот во пределот на главата, односно очите, меѓутоа мал дел остана на оптичките нерви, за кои што после 2 зафати ќе мора да се користи хемотерапија во време траење од неколку месеци за да се отстрани. Вториот дел од операцијата треба да се изврши откако Жарко ќе заздрави, бидејќи моментално се наоѓа на интензивна нега. Со ова сакаме да се заблагодариме на граѓаните кои достига донираа, меѓутоа и да дадеме до знаење дека нивната помош и хуманост и натаму е потребна, велат пријателите на Жарко. Телефоните за донации и жиросметката за уплата ги има на интернет страната на Тера.
Покрај аларми, видеонадзор, сигурносни врати и прозорци и секако најава на соседите и роднините дека ќе се напуштат домовите заради летните одмори, СВР апелира дека и не се постира на социјалните мрежи, зашто така крадците знаат кој објект е празен. Оливера Михајловска. Веќе сме сите на работ со енергија и строшени од целогодишниот ангажман и сите едва го чекаме летниот одмор за да забегаме на најблиската плажа или планина. Секој како може ќе гледа да се одмори и врати полн со живот и елан за работа, освежен од безделничењето и убавините на местото што го посетил. Арно, ама во тие моменти се заборава на едно нешто, што оставаме зад себе и како ќе го најдеме повраќањето. Со цел заштита на имотите, автомобилите, вредните работи, па дури и парите кои ги има, полицијата, поточно одделот за превенција од криминалистички работи, со апел. Отсуството често пати кое го имаат од нивните домови и се должи на тоа кога одат на годишен одмор, а при тоа посетуваат некоја одредена локација, на нивните Facebook профили или Twitter и други социјални мрежи постираат слики, односно фотографии на местата на локациите и при тоа даваат до знаење на криминалците дека тие се отсутни од домот и на тој начин му ја олеснуваат работата и му даваат до знаење дека домот е фактички празен. Не се само оние од градот, туку на мета на крадците си оние од селата. Меѓутоа и таа појава е зачестена и во руралните средини каде што се присутни овие земјоделски активности. И во тој дел, значи, апелираме доколку го напуштаат домот на подолг временски период, да ги запознаат нивните соседи, роднини или блиски, се со цел да внимаваат на нивниот дом, додека се тие отсутни. Односно, за да можат да го заштитат сопствениот дом од провали и кражби. Покрај овие веќе наведени превентивни совети, од полиција имаат и посигурни мерки, но и поскапи. Да вградат сигурносни врати со внатрешни шипки со влез, понатаму да стават двојни прозорци за кои се за поголема безбедност и сигурност, да постават алармни уреди или видеонадзор во домот, инсталирање на светла кои се вклучуваат автоматски. Полицијата отпочна и проект за подигнување на безбедносната свест наречен Внимателна заедница, безбедна заедница, каде со граѓани засегнати институции одржуваат средби со цел подигнување на свеста за безбедност, а воедно и ги запознаваат граѓаните со концептот и начините на полицијата при справување и превенирање на вакви ситуации. Сите оние кои што години чекаат PayPal да пристигне во Македонија можат да здивнат. Конечно PayPal влезе во Македонија. PayPal преку соопштение објави дека доаѓа на уште 10 нови пазари, а меѓу нив е и Македонија. Влегуваме заедно со Камерун, Белорусија, Монако, Црнагора, Нигерија и Парагвај. Минатата година на листата беа вклучени Египет, Грузија и Србија. Македонците ќе имаат пристап до сајтот за глобална трговија, но во првата година ќе можат да го користат само за купување од онлайн продавници кои го поддржуваат PayPal. За жал, локалното плаќање и префрлување на пари нема да биде дозволено. Најверојатно граѓаните на Македонија ќе можат да отворат акаунт на PayPal наредните денови. Зошто дури сега се влегува на овие пазари, од PayPal објаснуваат дека е потребно време да се подготват да влезат на нови пазари, бидејќи го сваќале менаџирањето на туѓи пари многу сериозно. Но тие исто така верувале на побарувачката за побезбеден начин на купување на глобалната онлайн револуција. Од денеска луѓе од над 200 пазари низ целиот свет ќе имаат можност да го користат PayPal. Планираме да работиме со нашите потрошувачи и да им помогнеме да ги искористат предностите на безбедниот и едноставен начин на плаќање низ целиот свет. Додека технологијата ги отстранува бариерите до глобалната трговија, многу луѓе се предпазливи да ги внесат броевите од своите кредитни или дебитни картички на интернет страницата на некој продавач во странство, вели Руберт Киливец, председателот на PayPal за Европа, Блискиот Исток и Африка. PayPal е компанија основана во 1998 година со цел развој на дигиталното плаќање, давајќи им можност на луѓето да имаат директна контрола на нивните пари. Во моментот има над 148 милиони корисници, а се регистрираат над 9 милиони трансакции дневно. Започна уништувањето на комарците во Битола. Дезинсекцијата ќе трае до 22 јуни, а ќе се запрашува од 19 до 6 часот. Маја Богоевска.
Од вчера на подрачките на општина Битола, Центарот за јавно здравје ја спроведува првата фаза од теристичката, односно земјената дезинсекција со цел уништување на комарците. Запрашувањето ќе се врши во период од 19 до 6 часот утрината со апаратура за улова ладно запрашување поставена на пикап возило со претходница од друго возило означено со ротационо светло. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини на целото градско подрачје и периферијата на градот, предвидени со планот и програмата доставени до општина Битола. За реоните опфатени со дезинсекцијата ќе следат дневни известувања и информации во медиумите. Центарот апелира до пчеларите и пчеларските задруги да ги преземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Во случај на појава на неповолни временски услови, ветер или дожд, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден. Дезинсекцијата ќе се врши до 22 јуни, а е согласно Законот за заштита на населението од заразни болести, а врз основа на одлуката на Советот на општина Битола за спроведување на превентивна систематска дезинсекција на територијата на град Битола, како општа противепидемиска мерка. Општина Новаци отвори центри за ран детски развој во соработка со УНДП. А денес еве за прв пат отвораме по селата во Долгобевци, во Горно и Долно Агларци и во Добромир и во Живојно. Отвораме центри. Овие центри се во склопот на ран детски развој, а проектот ние учиме и растиме заедно, кој е финансиран од општина Новаци и од UNDP. Овој проект ќе трае 6 месеци за едукација на младите. Зависи од заинтересираноста на родителите, можеме да го продолжиме. Исто така постои и поголема заинтересираност во другите села. Сега со овие 3 села почнуваме, ќе продолжиме и понатаму. Голема благодарност да им на родителите кои се доста заинтересирани, ги донесоа своите дечиња овде. Со тоа ќе и подобриме условите во овие училници, ќе продолжиме и натаму, ќе финансираме. Општината е голем спонзор и поддржувач на ваквите иницијативи, затоа ќе продолжиме и натаму. Битолчанецот Џон Гашовски, кој пред 2 дена е убиен со истрел во главата, неговото тело било пронајдено во Националниот парк Илавара, близу Волонгонг, Австралија, најверојатно бил замешан во сделки со наркомафијата, објавуваат македонските медиуми. Неговото убиство било извршено од професионален убиец кој зад себе не оставил какви било физички траги, пишуваат медиумите во Австралија, повикувајќи се на полициски извори. Голем дел од неговите блиски бизнис партнери и сонародници имаат големо полициско досие и се познати како членови на криминални групи, изјавуваат представници на полицијата во Сиднеј. Гашовски има 4 деца, 3 деца се ученици, а во изминатиот период само Джеки, сопругата на Џон, работела. Еве што донесува светот. Америка испреќа војници во Ирак. И за други вести од светот по паузата гледајте не. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: дали парите го уништија фудбалот во светот? Да? Не? За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Американскиот претседател Барак Обама го известил Конгресот дека Соединетите Американски држави ќе распоредат 275 припадници на воените единици во Багдад со цел да ја овозможат поддршка на тамошната американска амбасада. Овие сили ќе бидат ангажирани за заштита на американските граѓани и имоти, доколку тоа биде потребно, и тие ќе бидат опремени со полна воена опрема за борба, истакнал американскиот претседател во писмото што го испратил до пратениците на Конгресот, пренесува Reuters. Воените сили кои што ќе ги испратиме ќе останат во Ирак се додека безбедносната ситуација во земјата не се стабилизира, нагласил Обама. Околу 160 војници веќе се наоѓаат на територијата на Ирак, вклучувајќи и 50 маринци, а некои од нив неодамна стигнале
стигнале во оваа земја, пренесуваа Associated Press. Исто така, САД ќе испратат дополнителни 100 војници во соседните земји како резерва, доколку биде потребно да ги засилат своите сили во Ирак, додава американската агенција. Белата куќа тврди дека американскиот воен персонал влегува во Ирак со согласност со актуелните власти во земјата. Над 70.000 бегалци од Украина пристигнаа во Ростовската област и останаа на територијата на Русија. Портпаролот на владата на оваа област Сергеј Тјурин изјави дека за само 24 часа пристигнале 13.166 луѓе. Постојаниот руски представник во Обединетите нации Виталий Чуркин ја обвини владата во Киев за кризата. Илјадници цивили од Украина ја напуштија земјата каде што војската применува сила и тоа врз основа на дискриминација. Само во последните денови во Русија стигнале 60.000 луѓе кои се згрижени од роднини и пријатели, а 100.000 ја преминале границата, изјави Виталий Чуркин, постојан руски представник во Обединетите нации. Според Чуркин, разочарувачки е тоа што Советот за безбедност не застана на страната на Русија во осудата за украинскиот напад врз руската амбасада во Киев. Разочарани сме што Советот за безбедност не ја поддржа осудата на нападот врз руската амбасада и покрај тоа што Русија секогаш им давала поддршка на другите земји кои се соочувале со слична ситуација, рече Чуркин. Во меѓувреме на седницата во Руската дума, председателот на Комисијата за надворешни работи Алексеј Пушков побара санкции за украинските лидери. Официјален Киев денеска објави дека не се плаши од евентуален недостаток на газ, бидејќи Русија ја прекина доставата, но признава дека сака да се сврти кон Европа со цел да се стекне со стабилно обезбедување. Директорот на украинскиот нафтогаз Андреј Коболјав дал уверување дека граѓаните не треба да се плашат од недостатокот на газ, иако Русија ја прекинала доставата на газ за Украина и доставила само газ наменет за европските земји. Мислам дека потрошувачите нема да бидат погодени, изјавил Коболјев на една украинска телевизија. Кога станува збор за можноста Нафтогаз да обезбеди газ, тој рекол дека компанијата има залихи од газ, при тоа без да објави дополнителни информации. Украина има намера да воспостави систем на спротивен тек преку кој би можела да земе дел од газот кој го увезуваат европските земји. Руската компанија Газпром, како што претходно најави, вчера ја запре испораката на газ за Украина и оваа санкција ќе трае се додека Киев не исплати дел од долгот кон Русија или околу 1,951 милиарда долари, пошто ќе почне со авансно наплаќање. Парискиот клуб на кредитори соопшти дека со Аргентина постигнал договор за враќање на речиси 10 милиарди долари од заостанатиот долг и обновување на исплатата. Представниците на Парискиот клуб и Аргентина договорија аранжман за чистење на аргентинскиот заостанат долг во период од 5 години, се наведува во соопштението, пренесува агенцијата Франс Прес. Според условите на договорот, кој се однесува на долг од 9,7 милиарди долари, Аргентина до мај 2015 година ќе уплати минимум 1,150 милиарди долари, а наредната уплата би требало да следи во мај 2016 година. Операција за спасување на човек од германска пештера. Двајца доктори успеале да го лоцираат повреденото лице заробено во најдлабоката пештера во Германија, при што се оценува дека откако ќе му бидат санирани повредите, ќе може да започне операцијата за негово извлекување. Јохан Вестхаузер бил потешко повреден во неделата во одрон на камења во пештерата Ризендинг на длабочина од 1000 метри. Медицинската екипа синоќа конечно успеала да го пронајде повредениот Вестхаузер. Проценките се дека и откако ќе започне операцијата за негово извлекување, ќе поминат неколку денови пред тој да биде на безбедна локација на површината. Сега и за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија?
Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Тука е крајот на светот денес. Ви благодариме за вниманието. Пријатна вечер со Тера.